околу самиот модел кој што ги мери детерминантите за поддршка. Значи, се бараат причините поради кои што индивидуите се согласни или се противат на процесот на европска интеграција. Се обидуваме да навлеземе малку по-конкретно во структурата на јавното мислење околу пристапниот процес, со тоа што основна идеја е тука да видиме кои се главните причини поради кои што граѓаните би гласале за или против влезот на Македонија во Европската унија. При тоа се следи една широко воспостановена методолошка рамка, која што го следи јавното мислење во сите европски земји. Станува збор за 3 конкретни фактори, така наречени рационалистички утилитарни фактори или економски фактори, кои што тргнуваат од претпоставката дека граѓаните го поддржуваат процесот на европска интеграција поради тоа што тие имаат некаков економски, материјален интерес од тоа, дали лично или се базира на перцепција за придобивки економски на самата држава од целокупниот процес на европска интеграција. Второ, идентитетски фактори, кои што тргнуваат од претпоставката дека самиот светоглед на испитаниците е базиран врз некаква вредносна компонента, која што го обликува нивниот став визави процесот на европска интеграција, при што најчесто се мери во колкава мера граѓаните имаат ексклузивен идентитет, етнонационален или поделен идентитет, значи комбиниран со европски идентитет. Се претпоставува дека таа комбинација генерира поголема поддршка за процесот на европска интеграција. Од друга страна, многу истражувања укажуваат дека извор на евроскептицизам е некаква чувството за некаква културолошка закана која што доаѓа од процесот за европска интеграција врз етаблираните традиционални вредности во кои што се пронаоѓаат испитаниците. И на крај третиот фактор кој што, ако не се лажам, и за прв пат се мери во Македонија, тоа се сугестии од политички партии, од политичките елити. Тука основната претпоставка е дека кога станува збор за комплексни прашања околу кои што граѓаните немаат доволно информации, како што е процесот за европска интеграција, тие многу често, доколку се симпатизери на определени политички партии, својот став околу овие прашања го формираат врз основа на пораките кои што ги примаат од политичките елити, политичките партии кои што тие ги симпатизираат. Што може да заклучиме како еден генерален општ тренд? Поддршката за членство на Македонија во ЕУ во голема мера следи динамиката на прогрес во македонскиот пристапен процес, во голема мера е поврзана со кредибилитетот на македонските перспективи за членство. Токму затоа, од некаде од 2009 година до 2017 година бележиме константен пад на поддршката, кој што коинцидира со блокажата, со блокирањето на целокупниот процес. Меѓутоа, таа е се уште висока, релативно отпорна на негативните ефекти од долгогодишната криза во државата. Нешто што е евидентно и оваа година, што се провлекува во овие последни 5 години, е и расте јазот во поддршката на етничка линија помеѓу етничките македонци и етничките албанци. Преминеме и на конкретни резултати. Гледаме дека после подолгорочен пад на поддршката, во 2018 практично имаме скоро идентични резултати како во 2017 година. 72% од граѓаните го поддржуваат членството на Македонија во ЕУ, 17, доколку има референдум, би гласале против. При што е многу интересен податок, доколку се земе годината кога е мерен. Така им проследивме во 2018 година низа наслучувања кои би можеле да имаат потенцијално клучно влијание врз јавното мислење за членството на Македонија во ЕУ. Или тој годината кога се потпиша договорот од Преспа, така,
што веројатно го реши спорот меѓу Македонија и Грција. Тоа резултира со подигнување на ветото за продолжување на пристапниот процес и се отклучува процесот за членство на Македонија во ЕУ. Значително се зголемува кредибилноста на пристапната перспектива. Меѓутоа, од друга страна, резултатите од референдумот, последователните дебати во парламентот, промената на името на некој начин, која што беше известна веќе во декември, кога е спроведена анкетата, предизвика истовремено и големи несогласувања во македонската политика. Оно што резултатите го кажуваат дека и едниот и другиот табор на некој начин или немале или имале подеднаков ефект врз јавноста. Она што е евидентно, не може да се види во табелата, е што имаме опаѓачки тренд на бројот на етнички македонци, кои што го поддржуваат потенцијалното членство. За разлика од ова, имаме зголемување на бројот на етнички албанци, кој што е огромен, до 96% во 2018, кои што го поддржуваат потенцијалното членство на Македонија во ЕУ. Сега, исто така и претходните истражувања, меѓутоа и ова истражување од 2018 година, го поддржува аргументот дека граѓаните не се доволно информирани, имаат информацијски дефицити околу процесот на пристапување кон Европската унија, што може да видите повеќе од третина од граѓаните сметаат дека Македонија е подготвена за членство во Европската унија. Додуше овој тренд е опаѓачки, се помалку број на граѓани веруваат во такво, меѓутоа сепак покрај тоа што станува збор за малку пообјективна перцепција за позиционирањето на Македонија во пристапниот процес, очигледно е дека има недоволна информираност околу и овие перцепции се прилично нереални. Околу напредокот на Македонија во однос на изминатата година, повторно гледаме дека ги собереме кумулативно сите позитивни одговори, ќе видиме дека преку 60% од граѓаните сметат дека има постигнато некаков напредок во минатата година. Исто интересно е што имаме пат од отприлика 5% кај групата на испитаници кои што немале развиено некакво мислење по оваа тема. Сега тој број е малку зголемен. Она што може да се заклучи дека целиот оној публицитет што произлезе околу Преспанскиот договор, огромната поддршка која што тоа доби од страна на Европската унија, од функционери од држави членки на Европската унија, сепак немал некое посериозно влијание врз перцепцијата околу напредокот на државата во 2018 година. Исто така и во однос на очекувањата кога Македонија би можела да влезе во Европската унија, повторно имаме нереални очекувања. Гледаме, имаме пад на оние испитаници кои што сметаат дека Македонија би влегла во наредните 3 години. Меѓутоа, благо расте бројот на оние кои што сметаат дека би влегла во наредните 5 години. Нешто пореалистички, имаме пад во пореалните одговори, раст во пореалните одговори. Во наредните 10 години, отприлика 17% сметаат дека Македонија би влегла во ЕУ. Гледате, се дуплира бројот на оние кои што таа некаква траекторија ја гледаат во по-далечната иднина, во наредните 20 години. Повторно, малку пореалистичко размислување, меѓутоа пак мнозинство од граѓаните сметаат дека Македонија би влегла во ЕУ во наредните 5 години, така што воопшто не кореспондира со временската рамка на едно просечно време трајање на пристапните преговори, кои што ќе потсета Македонија се уште ги нема започнато. Сега, кога станува збор за детерминантите, она
оној тренд кој што утврден во претходните години се потврдува и 2018 година. Основна детерминанта за поддршката за членство е од економска природа, значи утилитаристичка. Најголемиот дел од граѓаните својот глас за членство во ЕУ го даваат поради тоа што ти очекуваат од тој процес унапредување на животниот стандард, намалување на невработеноста, мобилност на работници, полесен пристап до работа во странство, значи станува збор, доминираат економски причини, меѓутоа мора да се наведе и фактот што веројатно она застапување кое што беше присутно во 2018 година страна на поддржувачите на Преспанскиот договор, дека тој ќе донесе стабилизација на државата, го гледаме и тука. Имаме голем раст на бројот на испитаници кои што очекуваат поголема сигурност и стабилност за државата како последица од пристапниот процес. Најголема промена или најинтересна промена се гледа во структурата на евроскептични гласови, евроскептични ставови. Ако до 2017 година и тука материјалните фактори има најголема улога, сега гледаме дека за прв пат идентитетските фактори сериозно влијаат врз причината зашто граѓаните се одлучуваат, би се одлучиле или зашто граѓаните се противат на влезот на Македонија во Европската Унија, и гледаме има голем раст во категоријата губење на националниот идентитет. И исто така настојувањата за промена на уставното име на државата. И оваа варијабла, како што ќе видиме од наредниот слайд, станува клучна. Јасно е дека идентитетските фактори најмногу импликациите, идентитетските импликации кои што произлегуваат од спорот со името, ги детерминираат евроскептичните ставови во државата. И тие се најважен чинител зашто имаме растечки варијации во поддршката за членство во ЕУ, поготово меѓу двете најголеми етнички групи. Гледате во 2018 година, гледате дури 90% од етничките албанци би гласале за влез, така го поддржуваат процесот на европска интеграција, дури по цена промена на името. Тој број е значително помал кај етничките македонци, меѓутоа ако го стави во една поширока перспектива, ќе видиме дека тој процент е удвостручен доколку се спореди со 2014 година. Така да, очигледно е дека во 2018 година спорот за името како главен извор на евроскептична енергија, покрај тоа што е се уште доминантен, ја губи својата потентност доколку се спореди со претходните години. Исто така станува јасно дека тој е главен извор на евроскептична енергија, и ако направиме прост збир на процентите кои што го поддржуваат пристапниот процес и членството на Македонија во ЕУ, доколку се изземе спорот за името. Во тој случај, бројот на оние кои што го поддржуваат членството на Македонија во Европската Унија е околу 83-4%, значи значително поголем отколку она стандардно прашање кое што не ги зема во предвид овие импликации. И на крај, какво е влијанието на политичките елити партии, сугестиите од нивна страна? Резултатите од истражувањето од 2018 година ја потврдуваат таа хипотеза дека имаат некакво влијание врз дистрибуцијата на гласови. Повторно ќе повторам, 2018 е посебно интересна во овој поглед, доколку се има во предвид конфликтноста, спротиставените ставови на главните владеачки и опозицијски политички партии во поглед на договорот од Преспа,
последователниот референдум, уставните измени во македонското собрание. Што може да се види? Дека ставовите на главните две владеачки политички партии, СДСМ и ДУИ, така кој што целокупната своја кампања ја базира на придобивките од пристапниот процес кон ЕУ и НАТО, кои што произлегуваат од договорот за Преспа, така ги ставија во контекст на евроинтеграцијските процеси и гледаме позитивно придвижување кај нивните симпатизери. 90% од симпатизерите на СДСМ подржуваат членство во ЕУ, дури 100% од тие од симпатизерите на ДУИ. Од друга страна гледаме пат на поддршката кај симпатизерите на ВМРО ДПМН. За прв пат бројката на оние кои што поддржуваат и се противат на членството на Македонија во ЕУ е скоро иста во 2018 година. Исто така гледаме дека имаме промени и кога ќе се вметне варијаблата за околу името. Повторно гледаме посебно ова е видливо кај симпатизерите на СДСМ. Многу е голем растот кај симпатизерите на СДСМ кои што поддржуваат членство во ЕУ, дури така и по цена доколку се промени името. Значи, скоро 70% во 2018 година, тој скоро дуплиране бројот споредено со 2017 година, исто и кај ДУИ, 96% симпатизерите на ДУИ поддржале доколку и се промени името. Ќе завршам со тоа што само би кажал дека ова е веројатно последна година која вметнуваме оваа варијабла, така поврзана со името. Ќе биде многу интересно да се види наредната година каква ќе биде поддршката за ЕУ. Логиката кажува дека таа би требало да доживее сериозен раст, така меѓутоа ќе видиме што ќе се случи оваа година, па ќе дискутираме за отприлика за една година од сега на ова прашање. Благодарам.